Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Состојбата со пожарите на подрачјето на Крива Паланка и Ранковце е стабилна, информираат од подрачната единица на Дирекцијата за заштита и спасување. Одговорните со апел граѓаните доколку забележат пожари да реагираат со повик до надлежната противпожарна единица и да ја почитуваат забраната за движење низ шуми и палење на оган на отворено. Иако владеат високи температури, засега состојбата со пожарите на територијата на Крива Паланка и Ранковце и околината е стабилна, информираат од подрачната канцеларија на Дирекцијата за заштита и спасување. Оттаму се превземаат превентивни мерки во соработка со територијалните противпожарни единици од двете општини за спречување на евентуални пожари. Вака, моменталната состојба со пожарите оваа година на подрачјето на Крива Паланка и Ранковци се доста стабилни, значи превентивно преземавме заедно мерки со противпожарните единици од Крива Паланка и Ранковце, за да успееме да ги спречиме пожарите што е можно побрзо. Одговорните со апел до граѓаните доколку забележат пожар или услови за истиот да реагираат благовремено и да ги известат надлежните од противпожарните служби со цел навремено да се спречат поголеми штети. Затоа апелирам до сите граѓани на општина Крива Паланка и Ранковце, доколку забележат пожар, самите ако имаат можност да се вклучат при гасење на пожарот и да известат веднаш во противпожарните служби на 193 број. Од 25 јули на сила е забраната за движење низ шумите и шумските појаси без соодветна дозвола од јавното предпријатие Македонски шуми во периодот од 7 до 17 часот и палење на оган на отворено. Исто така апелирам да се почитува забраната за движење во шума која важи од 25 јули до 15 август. Значи има строги забрани за движење во шума и сите луѓе треба тоа да го почитуваат, значи тоа е направено се со цел да се намалат појавите на пожарите. Соработката со граѓаните и останатите релевантни фактори за заштита и спасување изминатите години се покажала како успешна, сметаат од ДЗС. Дека доколку имаме соработка со граѓаните и доколку пријават навреме, ќе може пожарот да искочиме благовремено и да го изгасиме многу побрзо, отколку ако тој земе замав и продолжи со повеќе временски период додека да стигнат службите на лице место. Секторот за внатрешни работи Куманово информираше дека по повод одбележување на националниот празник Илинден на 2 август во Меморијалниот центар Асном, каде што ќе се обрати претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, ќе се применува посебен сообраќајен режим. На манифестацијата чиј почеток е закажан за 11 часот по повод 72 години одбележување на првото заседание на Асном во Меморијалниот центар, предвидено е да се обрати претседателот на државата Ѓорѓе Иванов, па затоа СВР Куманово ги информира граѓаните кои ќе ја проследат манифестацијата да пристигнат во Меморијалниот центар најдоцна до 10 часот. Поради пристигнувањето на високите гости ќе биде применет посебен сообраќајен режим со запирање на моторните возила на магистралниот пат во правец и пропуштање на службените возила со првенство на минување. Учесниците во сообраќајот треба да ги почитуваат правилата и прописите. Поради високите температури, СВР Куманово апелира до граѓаните кои ќе присуствуваат во центарот да ги преземат превентивните мерки за евентуално настанување на пожари. СВР Куманово на граѓаните им го честита празникот и ги повикува на заедничка прослава во Меморијалниот центар Пелинца. На списокот кој го објави Државната изборна комисија, 39.502 имиња на лица се најдоа на списокот непостојачки или фантомски гласачи. Покрај звучни имиња на личности од јавниот и политичкиот живот, најчести спорни гласачи се обични граѓани. Куманово е дел од општините во кои има доста голем број на фантомски гласачи, кои, како што велат, и покрај долгогодишно живење на иста адреса и гласање на исто избирачко место, повторно се нашле на списокот спорни гласачи. Рокот на пријавување спорни гласачи е до 19 август.
До 19 август е рокот за пријавување на спорни избирачки лица кои се најдоа на списокот на ДИК како фантомски. Истиот содржи 32.502 имиња на лица кои по административните и теренските проверки на тимовите на избирачката комисија се означени како спорни и доколку не се пријават и не приложат соодветна документација до ДИК, ќе бидат избришани од избирачкиот список. Весна Серафимовска изненадена што се најде на овој список и е фантомски гласач со оглед на фактот што живее на иста адреса од 1987 година и гласа на исто избирачко место. Излезе дека сме фантоми гласачи, значи нема, избришани сме, иако на оваа адреса на која што сега живееме, 11 октомври 66, сме од 87 година. И до сега на сите избори што се спроведени, сме гласале на избирачко место 999, и не се случило да не нема. Со самото бришење од списоци на гласачи ми го ускратуваат правото на секој човек за глас и мислам дека треба некој да има одговорност на тоа, затоа што на секој човек и на секој граѓанин на Република Македонија има право на глас и да си го даде за кого мисли дека ќе ги исполни очекувањата. Ивана Јакимовска по втор пат се најде на списокот фантомски гласачи и покрај тоа што ја поминала првичната теренска проверка и навреме ги ажурирала промените на адресата на живење и презимето. И покрај тоа што ми има и на избирачкиот список со валидни податоци, сепак се најдов по втор пат на изборот на списокот за фантомски гласачи. На местото во кое што живеете колку време и дали до сега сте имале проблеми со да го остварите вашето право на глас? До сега немав никакви проблеми. Значи се беше во ред во сите избирачки спискови, редовно го остварував своето право на глас. На моменталната адреса живеам скоро една година, но ажурно ги променив своите податоци и во избирачкиот список веќе сум внесена со новите податоци, ново избирачко место, но сепак не знам како повторно се најдов на списокот со фантоми. На кој избирачко место гласате? Илијада 39, кај детската градинка во населбот Одемендол. Јакимовска и Серафимовска ќе се пријават во ДИК и се надеваат дека ќе го искористат правото на глас. Пријавувањето се врши лично со лична карта или пасош во подрачните канцеларии на ДИК секој ден од 8:30 до 19 часот или преку веб апликацијата на Државната изборна комисија. Рокот за пријавување е до 19 август, пошто ДИК ќе има уште 10 дена да направи дополнителни контроли. За многу родители, првото патување со мало бебе представува огромен предизвик, бидејќи им е потребна посебна грижа и многу внимание. И покрај тоа што од здравствен аспект бебињата може да патуваат веднаш по раѓањето, најголемата дилема за родителите е кога е вистинското време за пат. Првото тргнување на одмор со мало бебе е голема грижа за секој родител, посебно во денешниот модерен начин на живот. Мајките и татковците се загрижени како нивното бебе ќе го поднесе патот. Возењето на бебето по изразито топло време е најголемата дилема на родителите, дали воопшто да тргнат на пат со своето бебе. Од здравствен аспект, бебињата може да патуваат веднаш по раѓањето, иако тоа представува огромен предизвик за родителите, бидејќи им е потребна посебна грижа и внимание. За патувањето да не стане непријатно, препорачливо е бебињата да бидат стари најмалку 2 седмици. Откако ќе започнат да се движат, тогаш патувањето станува малку посложено, но сепак изводливо. Според психолозите, доколку е бебето здраво, најдобро е да патува после 6 месеци. Велат се зависи од родителите. Ако бебето е здраво, ако се чувствуваат родителите дека тие можат самите да се справат со тоа бебе, може после 6 месеци, значи да одат, ако се сигурни дека ништо нема да му се случи на тоа бебе, дека добро е за него да се изложи на сонце или на вода и на друга средина. Нема, значи, никаков страх и проблем да од таа возраст понатаму да се носи на одмор. Изложувањето на сончевите зраци во текот на денот треба да биде умерено. Препорачуваме престојна плажа предпладне од 9 до 11 часот и попладне од 17 до 19 часот, велат лекарите.
Во овој период сончевото зрачење е помало, па со тоа и престојот на отворено е побезбеден. Капењето во морето треба да е кратко, околу 10 минути, секако доколку водата е топла околу 25 степени и доколку бебето ужива во тоа. По секое капење во море бебето треба да се истушира со чиста вода и да се намачка со неутрален лосион или млеко за тело, со цел кожата да биде добро хидрирана. Не се препорачува капење во море или езеро на сила, при кое бебето е вознемирено, уплашено и почнува хистерично да плаче. Не се препорачува и капење во базени и други нечисти води, бидејќи ризикот од појава на инфекција е поголем, посебно од цревни вирози, проследени со повраќања, диареја и покачена температура. Најважниот совет до родителите е тие да останат смирени во секоја ситуација во текот на патувањето. И на тој начин вашето прво семено патување ќе биде весела авантура за паметење. Постојаното изложување на сонце може да има фатални последици по кожата. Дерматолозите апелираат да се внимава при изложување на сонцето, особено да внимаваат децата и повозрастните лица, да се почитуваат општите препораки, како и да се внесува големо количество на вода. Внимавајте при изложувањето на сонце и не претерувајте со сончење, советуваат лекарите. Летниот период е време кога кожата постојано изложена на ултравиолетови зраци, а според дерматолозите постојат 3 групи на сончева светлина кои може да предизвикаат несакани последици доколку кожата соодветно не е заштитена. Сончевата светлина се состои од 3 врсти на ултравиолетови зраци. За чиста информација на пациентите, секојаш им објаснувам, значи тоа се 3 групи. УВЦ кои не се гледат, меѓутоа штетат на очите, УВБ кои прават најмногу алергиски реакции и УВА кои се најштетни, а кои поминуваат преку стакло и преку платно, тие се оние што прават и алергии, меѓутоа и оние преканцерози што ги isforcираат да поминат во канцерози. Секој човек има различен тип на кожа и кај секој изложувањето на сонце е различно. Во однос на тоа како реагира кожата по експозиција на сонце од половина час, постојат 6 групи. Последици од претерано изложување на сонце се изгорениците, кои може да бидат акутни или хронични. Првата група на луѓе што има тип на кожа 1, тоа е значи не поцрвенуваат, нити поцрнуваат, меѓутоа или многу малку. Втората група е што поцрвенуваат, меѓутоа и малку потемнуваат. Третата група е што никогаш не поцрвенуваат, а секогаш потемнуваат. Четвртата група е што само потемнуваат без никакви реакции, додека пета група на кожа, тоа се веќе жолта раса и шестата група тоа е црна раса на кожа. Акутните се тоа дерматитис соларис, тоа се оние опекотини, изгореници од сонце, што сите ние барем еднаш во живот сме ги имале. Тоа е обично кога сме изложени на сонце покрај вода или на планина. И тие се карактеризираат со црвенило, со чешкање, пецкање. Меѓутоа, тие се за 1 до 2 дена спонтано се повлекуваат и после 2-3 дена се прелупува кожата, така да тие се од оние што се малку по-безазлени, што ги кажуваме. Меѓутоа, втората група на дерматози, кои настануваат од реакција на сонце, тоа се тие хронични, алергиски, тие се веќе по-сериозни и тука се бара апсолутно помош од нас дерматолози. Генерално препораките за заштита од сонце се исти, вели Кузмановска, да не се изложува организмот на сончева светлина во периодот од 11 до 17 часот, да се носи светла облека, шапка за да се заштити косата како и очила за сонце, да се внесува лесна храна и многу течности. Во чест на големиот македонски празник Илинден, Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Поп Деница организираше литературна поетска вечер Илинденски секавици 2016. Веќе неколку години наназад членовите на Сдруженијето го одбележуваат овој голем македонски празник, а на манифестацијата присуствува и голем број поети кои што се представија со своите поетски творби. По повод 2 август, националниот празник Илинден, Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица организираше литературна поетска вечер Илинденски секавици 2016. Веќе неколку години наназад членовите на Сдруженијето го одбележуваат овој голем македонски празник и како што велат на тој начин одаваат почит на загинатите борци.
Целите и задачите во целост ги реализираат, а за оваа пригода подготвиле пригодна програма. Оваа вечер имаме пригодна програма по овој наш светол датум, одбележувањето на Илинден. Имаме представување на членовите на поезија од Обденица, имаме гости од Штип, од Сдруженијето на писатели на Штип. Исто така имаме почесен гостин оваа вечер, морам да кажам, нашата истакната поетеса на град Куманово, господја Миланка Миловановиќ Зафировска. Таа исто ќе се представи со една нејзина песна. Имамо спремено исто така музички точки, 2 номери. Имаме детска модна ревија на дечиња, што со гордост морам да кажам дека тие најмногу се радуваат, тие се наши наследници. Сдруженијето постои 16 години и има освоено голем број на награди, а поетскиот клуб Обденица, кој е во рамки на Сдруженијето, има издадено 10 стихозбирки, кои се читаат ширум Македонија. Кривопаланчани вчера вечер на плоштадот Карпошово во Стание имаа можност да уживаат во дела од класичната музика во изведба на Скопскиот дувачки квинтет. Концертот е дел од програмата на Топол културен бранд 2016 кој го организира локалната самоуправа со поддршка на Министерството за култура. На сцената на плоштадот Карпошово во Стание се одржа концерта на Скопскиот дувачки квинтет, кој пред публиката се представија соврвни дела од класичната музика од Моцарт и Фаркаш, руски композиции со црковни мотиви, познатата Кармен, Лабини Дојрана и делото Македонија со познати фолклорни мелодии. Најстариот камерен ансамбл кој следната година ќе одбележи 4 децении постоење го сочинуваат Марија Јакимовска флейта, Васил Атанасов обоа, Ристе Ѓуревски кларинит, Даниел Апостолов фагот и Александар Ѓошев хорна. Задоволство од настапот во име на целиот состав изрази уметничкиот раководител Васил Атанасов. Имам задоволство да ја поздравам публиката во Крива Паланка. Еве гостуваме со поддршка на Министерството за култура во овие летни денови, сакајќи да направиме убави концерти низ Македонија, тоа е една мала турнеја на Скопскиот дувачки квинтет. Гостуваме во Македонија во помали места, нели тргнавме од идејата дека и малите места заслужуваат убави културни настани и познатите македонски уметници да гостуваат, вклучително камерни состави, по и Македонската филхармонија и Македонската опера. Ние со задоволство го пријавивме овој проект за овдека, во Радовиш и во Делчево. Значи ова е третиот концерт. Гледам организацијата е убава, на отворено ќе свириме, има атмосфера. Топлиот културен бран во општина Крива Паланка во соработка со Националната установа Центар за култура и Градскиот музеј продолжува на 6 август со монодрамата Јана Сандански 100 години потоа во изведба на актерот Петар Темелковски. Сите православни верници денеска го одбележуваат празникот на Света Великомаченичка Марина, во народот познат како Огнена Марија, која се почитува како борец за христијанската вера и заштитничка на жените. Според народното верување, Света Марина пали и казнува со оген, како и Светилија кој казнува со гром, спаѓа во огнени светци. Обичај е да на овој празник, кога поради големата жештина гори и небото и земјата, ништо да не се работи. Во преданијата има примери за огани громови, кои во врелите празнични денови го палеле житото, сеното и домовите на луѓето кои работеле на овој празник. Света Марина се роди во незнабожечки дом во Антиохија Пасидиска. Со христијанството се запозна и се крсти на свој 12 години, пошто доживеа да биде презрена од сопствените родители. Во времето на Диоклецијан, царскиот наместник во Антиохија, кога слушна дека Света Марина е христијанка, а пленет од незината убавина првен сакаше таа да му биде жена, кога таа одбија изведа на суд по секој пропис како христијанка.
Света Марина беше цели 2 дена подложена на мачење и најпосле обезглавена. Поголем дел од незините мошти се наоѓаат во манастирот Света Марина во областа Мала Преспа, каде се уште се случуваат чуда над незините мошти. Според христијанската традиција, светата великомаченичка Марина е исечена со меч во својата 16-та година, во времето на царот Диоклецијан. Овој празник на црквата во календарот не е означен со црвена буква, но сепак е многу почитуван во црквата и меѓу народот. Најмалку 60 лица се повредени во синоќешните судири меѓу полицијата и повеќе илјади поддржувачи на опозицијата во Ереван. Преглед на вестите од светот за денеска. Најмалку 60 лица се повредени во синоќешните судири меѓу полицијата и повеќе илјади поддржувачи на опозицијата во Ереван, кои се пренесени во 5 болници во главниот град. Изјави потпарулката на Ерменското министерство за здравство Анаи Тајтајан. Неколкумина демонстранти се повредени во близина на зградата на полицијата, каде од 17 јули група вооружени напаѓачи држат заложници. Во центарот на Ереван синоќа се собрала над 4000 лица, а неколку стотици од нив тргнале кон зоната на превземената полициска зграда. Полицијата употребила шок бомби за да ги растера демонстрантите. Судирите започнале на протестите кои се организираат секоја вечер во знак на поддршка откако на 17 јули беше превземена полициската зграда во Ереван од страна на проопозицијската група со барање за ослободување на истакнат локален опозиционер и оставка на председателот на владата. Ерменската полиција исто така имаше пристрелка со групата од 29 вооружени напаѓачи, при што тројца од нив се повредени, истакна потпаролот на полицијата Ашота Гароњан. Меѓународната организација за миграции соопшти дека над 3000 лица годинава загинале при обидот да го минат Средоземното море, што е приближно 60% повеќе во споредба со истиот период од 2015 година. Податоците покажуваат дека 2016 е трета година поред како при вакви обиди загинуваат над 3000 лица. Меѓународната организација за миграции прецизира дека над 250.000 мигранти и бегалци годинава влегле во Европа по море, главно во Грција и Италија. Организацијата забележува делумно заселување на тенденцијата во Италија да пристигнуваат нигерици, посочувајќи дека нивниот број драстично се зголемил од почетокот на минатата година. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека ќе ги повлече сите судски тужби кои ги има поднесено за навреда на неговата личност. Ќе простам и ќе ги повлечам сите тужби за многу случаи во кои сум бил навредуван и непочитуван. Истакна Ердоган во својот говор во Анкара на церемонијата организирана во спомен на загинатите и повредените лица во неуспешниот обид за воен удар на 15 јули. Во изминатиот период турското Министерство за правда соопшти дека во земјата се заведени 1845 судски дела за навреда на шефот на државата. Меѓу обвинетите се наоѓаат лидери на опозицијски партии, како и луѓе кои објавувале коментари на социјалните мрежи. Ердоган веќе има добиено неколку вакви дела во своја корист. Шестмина спортисти, исто толку тренери, двајца суди и членови на делегацијата ќе ја представуваат Македонија на предстојните 32 летни олимписки игри во Рио. Во просториите на Македонскиот олимписки комитет беше представена делегацијата која ќе патува на Олимпијадата во Рио де Жанеиро. Ние сме дел сега од олимпиското движење, тие се дел од олимпиското семејство. Не можеме повеќе да се радуваме од ова што ни се случува денеска, да ги испратиме репрезентативците наши во Рио. Нормално е, ќе мечтаеме, а сепак зависи најмногу од нас да се организираме,
да го поведеме спортот по други линии, да имаме поголеми репрезентации еден ден, да се радуваме на нови резултати и на реални резултати. Меѓутоа, ние тоа што го имаме денеска е таа ситуација. Значи, ви пожелувам навистина среќен пат на сите, ви пожелувам да го дадете свој максимум, сигурен сум дека ќе го дадете и дека ова ќе ви остане незаборавно сеќавање како што е и за нас на Олимпискиот комитет. Сметам дека навистина сум во добра форма. Очекувам ширење на олимписките вредности, кои што се главна цел на олимпизмот, како и достигнување на најможен висок резултат. Спремна сум да трчам нов државен рекорд за трет пат годинава. Последен пат го истрчав во Балканското првенство во Питеште. Исто така со државен рекорд ќе имам исполнета и европска норма за Европското првенство под 23 години што ќе се одржи другата година во Полска. Спремна сум да ги трчам овие резултати и ќе давам се од себе за да трчам добро. Моите задачи подготовки ги завршив во Прага, а потоа во Хрватска и пред некој ден се вратив во Македонија. Од настапот на овие летни олимписки игри очекувам максимална концентрација, борба до крај, до последна секунда, со добар жреб очекувам и добар пласман. Моите тренинзи ги тренирам во Швајцарија, добро ги завршив. Спремен сум за нов државен рекорд, се надевам дека ќе биде добро. Македонија на игрите ќе ја представуваат атлетичарите Ристе Пандев и Дрита Ислјами, џудистката Катерина Николовска, Нина Балабан во стрелаштво и пливачите Марко Блажевски и Анастасија Богдановски, која ќе биде знаменосец на свеченото отворање на Олимпијадата. Иако до почетокот на првенството остануваат уште 2 месеци, футсал екипата на Биџо се наоѓа на крстопат дали ќе успее да ги обезбеди неопходните финансиски средства за настапите во прволигашката елита. Голема неизвестност владее во тимот на Биџо во пресет на прволигашкиот караван. По експресното враќање во елитата се очекуваше конечно работите да тргнат во вистински правец. Меѓутоа, финансиските проблеми повторно се закануваат на екипата. Како што не информира од клубот, тие истакнаа дека состојбата станува се потешка и доколку не се најде начин да се помогне, постои опасност екипата да ја не пуштат поголема група на фудбалери. Токму поради тие причини, очекуваат од градските власти дека ќе имаат доблест и ќе изнедат начин да одвојат финансиски средства за екипата за да може да се напреварува во несилното футсал друштво. Во спротивно, ќе бидат принудени да се откажат од настапите, што би било голема штета со оглед на фактот што Биџо има одличен потенцијал за успеси. Сепак и покрај проблемите, прозивката на екипата е закажана за 15 август и ќе се тренира во Куманово, а првенството би требало да започне кон крајот на септември. Да се надеваме дека Биџо ќе успее да ги обезбеди неопходните финансиски средства, но затоа сега на потек е градоначалникот и советот на општина Куманово. Во продолжение да ги проследиме и вестите од меѓународен спорт за денеска. Најуспешната нискобуџетна авиокомпанија во Европа, Ryanair, посвети авион на Роналдо. Претходно аеродромот на островот Мадеира, родното место на Роналдо, беше именуван по фудбалерот на Реал Мадрид, а од авиокомпанијата му посвети и авион. Португалецот е меѓу најисплатливите спортисти на сите времења за спонзорите. Заработува одлични суми, а Роналдо е меѓу производите кои се именувани по Роналдо. Со Реал Мадрид сезонава ја освои Лигата на шампионите, а со Португалија европскиот фудбалски наслов. Менаџерот на Ливерпул Јерген Клоп не е фан на идејата да се трошат огромни суми на пари на еден играч и вели дека тој би направил нешто сосема друго доколку има толкова сума на располагање. Харизматичниот германец даде свое видување за гласините дека Пол Погба е на чекор до враќање во Манчестер Юнајтед за рекордна сума од над 100 милиони фунти. Тој додава, оти би направил нешто сосема друго доколку може да потроши толкова сума на пари. Во време кога фудбалските клубови се расфрлаат со пари, можеби износот од 10 милиони евра не звучи многу за нив, но кога ќе се заработат за само 2 одиграни пријателски надпревара, станува јасно колку далеку е заминат модерниот фудбал. Таков е годинешниот случај со германскиот бундеслигаш Борусија Дортмунд. И покрај тоа што тренерот на милионерите, Тухел, сигурно посекуваше поинаков начин на подготовки на своите фудбалери, цифрата која заработи овој тим за само неколку денови беше одлучувачка за патувањето во Кина.
само за 2 надпревара, победа против Манчестер Юнайтед од 4-1 и пораз по пеналите од Манчестер Сити. Евоник, компанија која е главен спонзор на Борусија, како и произведувачот на спортски дресови Puma, испратиле дополнителни бонуси кон германскиот клуб, па за на крај да се заокружи на 10 милиони евра профит. Исто така, според германските медиуми, челните лица на Борусија Дортмунд се надеваат дека во наредните неколку години само од спонзорите од далечниот исток, клубот ќе заработува по 30 милиони од сезона, а затоа и одлучиле наредното лето повторно да отпатуваат во Кина. Големиот успех на актуелниот англиски шампион Лестер и неверојатната животна приказна на Джейми Варди се покажаа како одлична провокација за докажана филмска екипа да го подготвува холивудскиот филм во кој ќе биде опфатена кариерата на англискиот напаѓач и историската сезона на лисиците. Како што наведуваат англиските медиуми, сценариото за филмот ќе го пишуваат Пол Тамас и Ерик Џонсон, кој веќе добија номинација за наградата Оскар за сценариото на филмот во кој настапуваа Марк Волберг и Кристијан Бейл. Фактот што 4 години пред големиот успех Варди работел во фабрика, а играл и нисколигашки фудбал, послужи како одлична инспирација, а барем засега не се познати името на филмот и режисерот. Времето во Македонија денеска сончево и топло со мала облачност и со слаб северен ветер. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Имајте пријатно попладне.